Cade pesno moja, koje li more ti branuva son. Cade ljubov moja, zarovane Дами и господа, добредојдовте во уште едно издание на мојот пат до успехот. И овој пат ви носам една интересна приказна одовде од Скопје. Станува збор за неверојатниот актер Дими Илиев. Жива легенда на македонското глумиште, доаѓен, ако сакате, и на југословенското и на македонското глумиште. Неговата приказна во две продолженија. За него критичарите ќе кажат уште во поранешна Југославија дека тој е македонскиот Ален Делон, затоа што ја игра неверојатната улога на Петков во култниот македонски филм Исправи се Делфин. Зад него стојат и дузина главни улоги на театарската сцена, но и уште неколку филмови и телевизиски серии. Приказната на Дими Илиев, неготинчанецот кој што доаѓа и го освојува не само Скопје и Македонија, туку и Југославија во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Јонов, ве поканувам да останете со нас, а со Чичко Диме се договоривме да се најдеме во Драмскиот театар. Одиме и се наоѓаме со него. Каква најава дадов? Македонскиот Ален Делон, ама не сте ми, може малку да се спуштите. Не сте ми остарени. Некако исти сте ми. Исти. Да? Стварно исти сте ми. Колку години сте во пензија? Сте веќе 7 години. Снимавме пред некои 10-12 години. 74. 74. И сега нешто ова буди нешто спомени или не, веќе сте. Па буди спомени. Убави. Ама вака беше пред колку години? Кога вие сте роден неготинчанец, завршувате академија и се вработувате во Драмски. Да. 44 години. Добро. Исто. Аха. Вака беше и тогаш. Исто? Исто. Пред да влеземе внатре, да ја отворам театарската представа, да ја отворам представата за Дими Илиев или вашиот пат до успехот, во Неготино останувате со средно училиште, така? До 19 години. До 19 години. И тоа мене ми остана во сеќавање, Чичко Диме, еден период на кој што вие не сакате многу да се сеќавате, односно не го паметите поубаво. Тешко детство? Да. Црвен крст. Сеќаваш и на тоа? Се. Да. Па имав неубава 63-та. Не знам дали е закажување тоа тука. Кога за 3 месеци изгубив сестра од 20 години, а после 3 месеци татко ми почина на 43 години. И тогаш почна тој црвен крст. Така живеев до 18 години. После почна малку онај поубавиот живот, гимназии, па серенади низ Неготино, па студиите тука, па после тоа, кога се вработив, некако наеднаш дојде, се случи многу бргу, и пари да имам, да можам со едно снимање на една серија или на еден филм да купам и кола, што никогаш не купив, никогаш не сум имал. Многу брзо ве навија со среќата, сакате да кажете? Па, некако на да. кое што не бевте научени? Да, да. Да, се случи нешто што ми го смени животот. И така, војска, па филмови други, серии, за телевизија доста снимање, доста играње во театар. Па дојдоа деца, тука исто имаше малку, знаеш, веќе си преокупирани со други работи, а тогаш играв најмногу во театар. Игравме, по цела ден бевме тука, по цела ноќ бевме тука. И сега кога го гледам сето ова, нишко ми се плачи. Ама животот е тоа, нема кај да одиш. Зашто ви се плаче? Сите
не би рекол сите убави моменти, но многу убави моменти поминав тука. Многу работа вложив тука во овој театар. Многу пријатели, многу другари, колеги. Животот сепак ми беше убав, се до пензионирањето. Сега ми е сосема друго. Не ве мазал многу животот. Апропо приказната која што ја раскажавте, во Не. тие моменти како е да останеш? Вие сте тогаш дете практично. Треба да останете глава на семејството, така е? Па не, имав и постар брат. Па добро, но сериозен Но- губиток. Сепак, она кога после ке разбериш дека не ти купила мајка ти штоф за капут или за панталони, а треба да одиш за Неготин крајна да рецитираш. Или во Неготино нешто да правиш, па ти вика само оди кај Шнајдерот, тамо е материјалот, он ќе ти направи, а тоа сето било после, од кога разбрав, од Црвен крст, само ќе ти стеснат нешто или ќе ти поднаправат. Кога летото ќе јадиш 2 месеци патлиџани кромит, кога не знам, она местни нарезак или арго супата ти е фешта, славие. Не сакав да со ова да ме жалат или не. После имав моменти кога не знаев што да правам со парите. И еднаш Мицев ми вика, доаѓаше психијатарот тука, седевме со Гешо се така. И вика, дете те гледам, вика, неколку месеци. Ти мора да си бил многу сиромав во животот. Викам, зошто? Па цело време частиш. Ти сакаш да се испериш, да се извадиш од нешто. Ама добро е, вика тоа, ќе помине. Ова не сум го знаел ни јас. Ако частиш дека вие тоа сте го правеле, добро, тоа приметуваат веројатно. Да. Тие големи И вика, ликови го мора да си приметуваат. бил многу сиромав во животот. На што ве научи таа сиромашкија? На вредности, на Ме етика, научи на на морал, некоја, што- не знам на како да ти кажам, стабилност? па не знам, за стабилност, ме научи на некоја, би рекол, дисциплина, на некој почит спрема другите луѓе, да ги почитуваш, да и тоа што, ете, ако ти направат лошо, не мора да враќаш со лошо, ама не мораш со тој човек ни да се дружиш, ни да бидеш близок. Ме научи да бидам човек, би рекол, сето тоа што ми се случи. Како дете бевте мирно, повлечено? Бев мирен. Мирен? Да. Од каде желбата за уметност? Во прво оделение со уште двајца мои соученици, другари, и до сега, едниот почина. Во прво оделение направивме едно чинк и предложивме на наставничката да направиме едно чинк. Во прво оделение. После, кога подпорастав, во тој аматерски театар во Неготино, па доаѓаше Ацо Ѓорчев, режираше, и ја многу сакав и вика, па, пријави се за академија. Ацо ми најде текст, ме припремаше за сето тоа. И така, завршив. Тешко Бев 3 години, 3,5 кај Владе, дипломирав кај Љубиша Владе Ѓоргиевски. Милчин? Кај Владе Милчин. И готово, си одиме, дојдовме само тука, Снежа Конеска, класа исто бевме. Вика, ајде да ве почестам по нешто, оти вика, ќе си одиме, веќе ќе нема. А премиер, дипломската игравме тука во Драмска. И како влеговме, ја бев со куфер. Си Да се одам оди за Неготино. Неготина? И некако се собра Лиле Георгиева, Снежа Стаменска, не знам, Сабина, Коле, Диме Станковски,
И се собра околу мене. Каде бе, ти, кај беше досега? Овие другите сите ги знаеме, тебе не те знаеме. Кај беше? Јас никош не сум доаѓал, не сум се мешал со... И коле вика, и сега кај ќе одиш? Вика со куфе. Викам, па за Неготина. Абе, ајде, буде, отиде некаде се, еле вам, кажи ми име, презиме. И почна гори и пишува молба, секојаш го кажувам тоа со таа лева рака. Напиша молба, ова, викам, ова зашто? Абе, терај ти ќе видиш. Тоа беше јуни месец, крајот на август, си доаѓам од Риба, мајка ми вика, некоја телеграма ти дојде од некој Ристо Стефановски. Викам, што пишува таму? Не знам, у Скопје да си одел, мајка. И читам, на 1 септември, во 9 сатот ќе дојдеш за проба. Почнува коле со Чук-Чук Стојанче, ќе играш. Аха, да. А после тоа ќе дојдеш кај мене. Јас дојдов, веќе во подела кај Коле, детска представа. И Коле вика, треба кај директорот после дојдеш. И одам јас и ми вика, седи, вика. Ај напиши една молба за прием во Драмски театар. И секретарката ми вика, директори, имаме молба, Коле му ја напише уште. У јуни. Имаш молба? Добро. Пробај си кај Коле. За месец дена ме примија. Тогаш мене, Ванчо и Перо Тебелковски се префарли од Народен во Драмски. И така почна. Така викам, сигурно сум единствениот примен со телеграма во овој Драмски. Мајка ви како реагираше? Што ќе правиш во Скопје, говориш или не? Па да, Знаеш, не сакаше, не сакаше. Еве тука ќе си бидиш директор во домот, што ќе правиш во Скопје, јас. Па дојдов тука, па не знам, ама почна, не знам, Црнила, награда, најдобар млад артист, па сослушувањето на Железничарот, па Делфина, и дојдом Билчин и Вукан Диневски, професор Милчин, стариот. Вика, ајде бирај Франција, Париз или Москва, година дена да одиш тамо на семинар некој на школа и вика да бидиш професор за сценски говор. Ја кај ќе одам, си го имам Драмски, тогаш не знаев дека може и тамо да бидиш. И викам, не, јас се откажав. После друг зема. И... Така, овде 44 години биш. Добре дојдовте во мојот пат до успехот, одиме ние на мала сцена, на голема спремаат некоја премиера, одиме на мала сцена и отвараме вашата приказна. Ајде. Ајде, пазите само овде. Кој е Джеки? На кој личи? Ова девојче го познаваш? Ова девојче за кој што ви ургиравте да го бутнат да го турнат на приемни испити. Го знаеш тоа? Ама ќе зборуваме подоа, ова е Таци, така? Ова е вашата ќерка, која што мислам дека направи растор со Джеки. Прекрасна. Горди сте на неа? Сино знам дека не е по глумата, тој е сосема друга насака. Да. Тој е сосема друга насака. Едниот е тамо, банкар. На кој личи? На мајке. На мајке? Тоа е на кој? Како да кажем, на кого? Повелете. Ајде, ти си гости. Ајде. Чичко Диме, зашто едва ве натерав тука да дојдете во Драмски? 44 години поминавте овде, така? 44 и 7 години во пензија. 7 години во пензија, 44 години во Драмски театар. Тоа е неверојатна бројка. И некако онака имате некое чувство, меѓутоа дали пензионерските денови го прават своето? Играте нешто сега или не? Ништо. Ништо?
Да, како е секојаш на пензионирање, викаат за артистот нема крај, мислам, старост нема игра до овако. Но нешто се случи. Дали во незгодно време, неколку месеци пред ковидот, па почна да се прават представи со двајца. Па публика Некој друг репертоар се поведе со млади повеќе, ако одлично има прекрасни млади, нека играат. Ама веќе не сум видел ни од колегите, ни јас некој да заиграме овде. Па тоа е тоа сега. Ако од друга страна, па ќе речиш, се изнеигравме или не знам. Ви си игра уште? Ми се плачеше. А сега ви си игра? Па не знам. Не сум сигурен веќе. Да, ама ако дојде добар текст, не би го одбиле. Па не, ако да ми понудат, да, би играл. Ја, например, да сум режисер, јас сум новинар, не сум режисер, би направил една представа со пензионирани актери, врвни актери. И нешто тоа да биде како овие што правија Роберт Де Ниро, они снимаа еден филм како во Лас Вегас. Серија од филмови имаат. И ја така би ве собрал, како што ги собрал овие во Моната ги собраа 12-ка, јас тука би направил така со... Да, Мишко, ама за тоа треба малку некој да побрза. Што да? Оти многу почнавме да се речиме, па ќе нема... Па добро, нешто тука. Или ќе биде дуодрама или монодрама ќе излезе на крај. Па, види, не сте толку престарени сега. Или можеби ние старееме, па нас веќе ни се чини дека го гледаме уште Петко, го гледаме уште, не знам, ликот од Сенки на Милчо Манчевски, го гледаме човекот кој што го изеде светот, го гледаме човекот од Фестин, така тоа е представата или Прослава, да. Представата со која што се пензиониравте, така што затоа велот никогаш не били никогаш и вие рековте да, но само да се побрза. Иако би било интересно, бидејќи гледам дека во Србија играат, овие никој не се пензионирани, ни Сека Савлич, ни Цеца Бојковиќ, ни сите ти. Зависи и од репертоарот, зависи. А оние представи кои што сте ги играли, вие веројатно ве менуваат сега, така? Ве менуваат. Ликовите кои што вие сте ги играли? Не се на репертоар. Не се на репертоар? Не се. Што е оно прво што ви падна на памет кога... Ја прво ви реков драмски, вие рековте драмски, а? Добро, да не има проба, онака. Па, има, не знам, има премиера. Некако, може би, не сум во право, иако поминав 44 години тука, иако кога ќе дојдам за премиера, за представи, за нешто, или по телефон ќе ми се јават и повозрастните, и обично младите колеги. Живеев многу со сите. Вика, абе Чичко Димо, дојди, ни фалиш. А јас, кога ќе дојдам, не знам како да го објаснам тоа, како да влегувам во некоја туѓа куќа. Не. Мислам, како да влегувам во некое место каде што се имам чувство дека су вишок, дека су непотребен веќе. Ова најсериозно го кажам. Тоа не мислите дека е психологија малку? Дека и јас сега сум во пензија и као... Или вистински го чувствувате тоа? Иако живеам со сите, мислам, близок сум, ги сакам, ме сакаат или не знам, ама некако се осеќам така, како... Не можам ни сам да си го објаснам тоа, зошто е тоа така. Актерот оди во пензија? Актерот оди во пензија. Не де факто и де јуре. Дали актерот оди во пензија? Актерот оди во пензија и обично се вели за актерот нема пензија се додека може да стои и додека го држи памет, умот. Во принцип за актери, за новинари, за музичари, ама еве, да речеме, има примери, еве, јас ли, па имам уште од колегите од таа генерација, па ете и чори и постаре, дури 5 години. Па не сум видел некој да заигра. Може би е до репертоарот. Не. А има ли некоја посебна психологија? Ја затоа прашав актерот оди во пензија. Завршува тоа изненадување, тој
фестен, таа прослава која што вам вие прават, која што на некој начин по повод пензионирањето пред колку години? Пред 7. Пред 7 години. Каде што 6,5. прават вистинско изненадување, каде и прават еден рекапитулар од Каде песно моја, она култна песна од филмот Исправи се Делфина. И сега кога одиш дома, нели завршува сето тоа, спласнува. Го има она чувство и сега што? И сега што го помислив кога ја пуштија на вечерта на пензионирањето, кога ја пуштија Каде песно моја, заради тоа што, тоа сум го кажал многу пати, јас не знаев дека таа вечер би спремаат нешто за пензионирање, ја поима немав, и кога се осветли и салон, и кога ја пуштија Каде песно моја, и кога Игор Джампас прв и по него 30 или 40 мои колеги и од Драмски и од Народен се качуваа на сцена да ми честитат или да ми кажат збогум за тоа мое пензионирање. И тогаш, иако на 2-3 пати таа Каде песно моја, зарем ова не е твојот дом, ми така ме фатила за срце, тогаш мислев дека инфаркт ќе добија. Ми се плачеше, се воздржував. Зар ова не е твојот дом, бидејќи повеќе бевме, не само јас и колегите, во Драмски, отколку дома. Кога го игравме тој Коприварникот, го игравме после представа навечер. Си одевме во 2, во 3 дома. Во 9 си овде за проба. Че си отидиш во, не знам, до 2 пробаш, во 3 си дома, еден саат да одмориш, да станеш, да се истушираш, да се избричиш, да дојдеш тука за представа. Ние тука по 18 сати бевме по текот на денот. И најадеш сето тоа, кога не си бил ти, кога ништо не си направил, кога поминало нешто. Така го доживеавте? Да. Се сеќавам, и кога ми велевте дека кога ќе заврне дожд проставате, кофите, па публиката ќе се помести. Па прекинуваме да не избие. Ама и ти реков, ама Драмски не ќе остане. Драмски како гиле, како прасето. Ако е 13, Драмски остана и ева го сега е одличен.